се она што другите го премолчуваа или не беа доволно храбри да го истражат. Бегство од правда, злоупотреба на моќ, судски лавиринти, криминал и нерешени убиства. Еден ТВ ќе ви ги обезбеди одговорите што секогаш сте ги барале. Наскоро, Македонски инсайдер на Еден ТВ. Почитувани, добар ден. Јас сум Јадранка Костова, вие сте на вистинската фреквенција Еден телевизија. Нели вообичаено, секој петок ве водам низ отвореното студио, маратонското отворено студио на Еден телевизија. На почетокот веќе и видовте дека до мене е колегата Дејан Андоновиќ, тоа значи дека ќе разговараме и за некои настани актуелни во регионот и во светот, но на почетокот сепак да ве информирам што може да следите во овие блокови нели на отвореното студио. Се разбира, денеска главен настан е собранието, како и нашите неофицијални информации дека е обезбедено двотретинско мнозинство во собранието за поддршка на овие амандмани. Ке имаме вклучувања од нашите репортери од собранието за судските процеси. Потоа во еден сегмент ќе имаме разговори со Натали Петрова од Коалицијата за фер судење, ќе направиме анализа за судските процеси што ги води специјалното јавно обвинителство, колку нели се почитуваат правата на обвинетите и слично. Во колегата Сладжан Ивковиќ во еден сегмент ќе има разговор со представник од Федерацијата на конјички спортови, тоа е Роберт Блажевски. Од 17 часот ќе имаме дебата, ќе ја водам заедно со колешката Гордана Дувњак. Наши гости се Џулистана Марковска, поранешен пратеник од ВМРО ДПМН, и Ана Пановска, колумнист во Фокус и некогаш беше и главен и одговорен уредник на информативната програма на Македонската телевизија. Очекуваме доколку заврши гласањето во собранието да ни се приклучи и пратеникот Мухамед Зекири, кој е подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз. Во терминот 21 часот наш гостин ќе биде Слободан Богоевски, некогашен шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање. Сега, како што рековме, главниот настан се случува и треба да се случи во собранието на Република Македонија. Режија, дали ја имаме колешката Весна Велковска? Весна, што се случува во моментов во собранието? Да, се Јадранка, да. Во моментов седницата со останите е одложена за 15 часот. Официјалната причина е дека се чека пратениците да се соберат во пленарната сала. Но неофицијално се чека да падне конечен договор меѓу нас и опозицијата за одложување на двотретинското мнозинство останати измени. Инаку пред да биде одложена седницата, речи 2 часа овде во собранието се чекаше да започне собранискиот председател Талат Џафери воопшто не се понекра своето спикерско солче. Овде се речи пратеници и власт и опозицијата, но во основата на своите пратенички место си да се чекаат пратениците на ДУИ, тука и од Милер Али Ахмети, пратениците од опозицијската ВМРО ДПМН вратата на салата Македонија, каде се одржуваат пленарните седници. Тие на почетокот на седницата влегоа во најавија своите совметнување на картичката и влегоа
потикат исходот во холод. Тука се пратениците Драган Суклеба, координаторот на пратениската група на ДПМН Драган, Даниела Рангелова, Сашана Силевски, кој во потикот е пуштен од домашен притвор, Борис Мијковски, Ивановски, не е тука пратеникот Груевски. Неофицијално собраните извори од мнозинството тврдат дека е обезбедено мнозинство за измени со обезбедувањето на собраниското мнозинство и патот за победување на договорот приспа за промена на името Цел Македонија да стане дел од Евроатлантското семејство. За збор е се пријавени околу 15 пратеници, никој не е отказан, речи се од мнозинство пратениците од ДПМН, од своите дискусии во првите дена кажа за вчера со образложение дека паката собраниска јалова и повикаа пратениците од мнозинство да се преиде на гласање и на предното за околку денес гласа дискусијата со самите измени да заврши. Видно, денес останете да биде нарегната меѓу најверојатно ќе се заврши првата фаза со исполнување на потребата за изменување на уставот. И уште на крај да кажам дека собранието има зголемено политичко присуство, најавени се протести на граѓанското здружение Јадранка. Дали има некој пред собранието или то прва ќе се собираат? Да, има политичко обезбедување пред собранието и околу собранието, но за сега никоја поголема група на граѓани пред собранието не забележавме. Не разбрав само, дали се сите пратеници од ВМРО ДПМН или само една група, ти наброја дел од нив? Па, Јадранка, околу 90% од пратениската група на ВМРО ДПМН е овде. Тие влегоа, ги вмитнат картички во системот за гласање и веднаш излегоа како што некој искал да чекаат. Тука ние видовме Нова Исмиловска, тука не пратениката Груевски и уште неколку од нив. Така, дали има некакви преговори во собранието во моментов? Неофицијално. Ние новинарите само нагаѓаме дека такви преговори се водат, дека се во тек. Така. Весна, благодарам. Па ќе бидеме во контакт, бидејќи како што рековме, настана денот е токму се случува и треба да се случи во собранието. Сега вообичаено се префрламе со настаните што денеска се случува па во Судската палата. Колегата Игор Стефановски вообичаено секој ден е во судот, па ако го имаме на линија да видиме денеска, го немаме? Да, Игор, слушам јас. Да, денеска беше судскиот процес монструм. Така, но како најнова информација да се поврзам со јавувањето на колешнаката Весна Велкова е дека пратеникот Крсто Муковски, што току добив информација од судот, официјално дека е пуштен од домашниот притвор. Ова ќе треба нормално да се почека судската процедура за тоа за Муковски да биде ослободен од домашниот притвор и нормално има мерки за предпазливост како да се јавува во судот во Струга одреден период, исто така да му биде одземени патната исправа. Значи сите пратеници што беа осомничени или обвинети за крвавиот четврток веќе се пуштени да се бранат од слобода. Крсто Муковски беше последниот, така? Проценката по Крсто Муковски всушност беше и последниот пратеник кој што се бранеше од слобода. Пред него беа пуштени Сашо Василевски и Љубен Арнаудов пратениците, а за подсетување да напоминеме дека во обвинението на обвинителството за организиран криминал и корупција дека Сашо Василевски и Крсто Муковски ги отвориле собраниските порти. Така. Инаку на денешното рочиште монструм кое што пред малку заврши во кривичниот суд се слушна дека со 2 пушки калашников и 1 пиштол биле усмртени 4 момчиња и рибар од Кетмуковското езеро. Ова било утврдено со вештачењето на крим техниката на МВР. Процесот што току заврши. Така. Значи, уште колку рочишта ќе треба да има? Нели случајот го презаде специјалното јавно обвинителство? Се очекували некакви драматични промени?
Не би можеле да знаеме какви драматични проблеми би се очекувале во овој процес, убиството, петкратното убиство кај Смилковско за Велики четврток во 2012 година, но ова што знаеме дека е во доказна постапка. Интересна беше и изјавата на адвокатот Насер Рауфи, кој по рочиштето рече дека е нарачано вештачењето. Така, ти благодарам, Игор. Сега се враќаме во студиото со колегата Дејан Андоновиќ. Ние обично секој петок го анализираме и коментираме оно што се случува во регионот. Што би издвоил како вест денеска? Па најново и од предмалку како вест е тоа дека Косовското собрание изненадувачки, зборувам без најава, изгласа 3 закони со кои се предвидува трансформација на сегашниот Косовски заштитен корпус, односно полицијата на Република Косово, да се трансформира во Косовска војска. Ние тоа го најавувавме неколку недели, но изненадувањето е дека немаше најава за собраниска седница. Бидејќи за последниве 3 или 4 дена битката помеѓу Белград и Приштина беше околу најавите дека во секој миг Косово ќе биде примено во Интерпол и додека Белград веројатно и неговата дипломатија беше насочена и фокусирана да го попречи приемот на Косово во Интерпол, Косовското собрание денеска ги усвои последните 3 закони со кои се предвидува трансформација на Косовскиот заштитен корпус во Косовска војска, што па српските пратеници демонстративно ја напуштија таа седница и тоа е последно што доаѓа од Приштина. Така, но Косово е протекторат, меѓународен. Како реагираат на овој потек меѓународните власти? Јас веднаш ќе кажам, бидејќи тоа се случува од пред 2 часа, се уште нема никаква реакција. Реакцијата доаѓа првично од Белград. Белград првично само соопшти дека се е јасно и дека веќе провокациите од Косово стануваат опасни, не се провокации, туку најава за војна. Имено според Белград, она првична реакција во манирот на Ивица Дачич, шефот на дипломатијата, беше изјавата само дека Косово ја подготвува своја Тачи и Харадинај ја подготвуваат својата војска за освојувачки походи, алудирајќи веројатно на Прешевската долина. Така. Нема ништо ново околу. Јас само би додал дека веќе размена на териториите, што стално го ова доаѓа во еден друг контекст. Ако ние тврдевме или се шпекулираше дека размената на територии ќе биде Прешевска долина насупрот, односно за возврат српските општини на Косово, сега се добива некоја друга димензија. Испаѓа дека Косовската војска евентуално би направила провокација што може да дојде до големи судири, а при тоа ниедношка не рекоа дека српските општини ќе ги дадат на Белград. Од друга страна, претседателот Вучич, според последните информации, под жесток притисок на јавноста и на политичката, домашната политичка, но и од новинарите, дека треба да прогласи воена состојба. А воената состојба би била бидејќи, според резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации, единствена воена сила која може да е на Косово е КФОР. Доколку се направи Косовскиот заштитен корпус во Косовска војска, се губи смислата зошто српската армија 1999 година го напушти Косово. Така да може да дојде до сериозни воени конфликти. Предпоставувам србите во општините во Косово, каде што се мнозинство, нема да дозволат. Нивните пратеници веќе излегоа од собранието и она што меѓународната заедница за сега молчи, односно нема информации барем до моето влегување во студиото, но се знае дека Соединетите Американски држави прекјутно даваат подршка за формирање на некаков тип на вооружена формација. Од друга страна, бидејќи се уште владее резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации, многу логично е дека Русија ќе ја блокира тоа формирање на армијата, но очигледно во светскиот контекст и во регионалниот контекст Соединетите Американски држави, Трамповата администрација започна да игра партија покер, односно да се коцка, а од друга страна Кремљ и Москва и Путин очигледно се уште играат партијата шах. Да, но најава за формирање на војска, Косовска војска, односно трансформација на Косовскиот заштитен корпус во војска, се тркала веќе неколку недели. Ние постојано тоа го коментираме. Меѓународниве фактори го премолчуваат тоа цело време. Го премолчува, бидејќи тоа значи дека некаква
Причутна Должни согласна. сме само да кажеме дека формирање на војска на една држава не значи само вооружена формација, тоа може да биде и полицијата, но формирање на војска во еден регион ја дава државноста на државата. Со давањето легитимитет дека има косовска војска, практично Косово е и официјално независна држава и ќе мора да биде признаена од целиот свет. Она што на Белград, нели, Белград и со помош на русите се обидува да го попречи. Така, ајде сега малку одиме на поглобален план. Што е главен настан според твојата проценка? Се уште се влече настанот со убиството на новинарот на Вашингтон Пост, саудискиот новинар Кашоги во Истанбул, во конзулатот на Саудиска Арабија. Она што е последно и она што во моментов е топ вест во светот е дека турската полиција интензивно трага на 2 локации околу Истанбул, во контекст на претходниот разговор, во така наречената Белградска шума и во уште една шума, каде што има наводи дека се наоѓа телото на распарчениот ликвидиран саудиски новинар. Се уште немаме никакви информации околу тоа, но шефот на турската дипломатија пред малку излезе и демантираше дека Турција дала било какви видео снимки на новинари и на други држави за наводната ликвидација на новинарот во саудискиот конзулат во Анкара. Исто така, она што е интересно е од синоќа е дека луѓето, лицата кои беа на снимката, петмината агенти на саудиската државна безбедност или разузнавачка служба, почнаа мистериозно да бидат ликвидирани. Едниот од нив е најден починат вчера, едниот од нив е ликвидиран на улица. Што почнува... Чекај, починат вчера, природна смрт или... Па нема наводи, но се шпекулира дека, ако се земе во предвид шпекулацијата дека тие работеле по налог на саудискиот принц реформатор кој и така кој имал зошто да го ликвидира Кашоги, а ќе кажеме и зошто, сега сака веројатно да се откачи од тие докази. Меѓутоа тоа се све у сфера на шпекулации. Но има уште тројца. Има уште тројца, па аналитичарите, нашите странски колеги велат дека се уште не знаеме у каква состојба се во моментов, дали се пребегани, дали се сокриени, дали се можеби ликвидирани, па тек допрва ќе се дознае. Не би сакал не јас да шпекулирам, но факт е дека некои работи таму мистериозно се случија. Исто така мистериозна е и големата ангажираност на Турција во овој процес, што се толкува. Иако е на нејзина територија, Турција и не мора толку многу да се ангажира. Саудиската амбасада, односно конзулат... Екс-територија е. Да, меѓутоа Турција е многу вмешана. Што подгрева па едни други шпекулации. Повторно ќе се вратам. Американците почнаа да играат својата партија покер на светско ниво, а русите продолжуваат да играат својата партија на шах. Значи глобалниот дел е судир и во Саудиска Арабија. Се смета дека Русија сака да го заземе местото на партнер на Саудиска Арабија наместо досегашниот партнер Така, кој е интересот на саудискиот принц за убиство на новинарот? Едно од видливите причини и побуди е последната колумна на убиениот новинар дека арапскиот свет се соочува со сопствена верзија на железна завеса, алудирајќи на принцот престолонаследник Салман во Ријад, кој сака 32 годишен принц, кој има некоја друга визија за тоа како треба да се движи арапскиот свет, особено Саудиска Арабија, која е многу богата и кој веројатно, пак ќе ги подгреам шпекулациите, очигледно сака да ја раскине долгогодишното сојузништво со Соединетите Американски држави и некако од негови побуди, некако сака да сврти кон Кина и кон Москва. Од друга страна, Трамповата администрација, барем во однос на Саудиска Арабија, подолго време се покажа како трапава во дипломатијата, навикната дека саудиците ќе им бидат сервилни, меѓутоа очигледно работите таму се испуштија од контрола. Соединетите Американски држави имаат голем стратешки интерес во Саудиска Арабија. Каква е реакцијата на Вашингтон официјално? Па Трампот веќе неколку пати, вклучувајќи и синоќешната изјава, дословце се закани дека убиството со Кашоги мора да излезе во јавност што точно се случило, бидејќи во спротивно ќе се нарушат односите меѓу Соединетите Американски држави и Саудиска Арабија. Морам само да кажам дека
внатре во Соединетите Американски држави, особено меѓу демократите, имаат големи критики кон Трамп и неговата политика, подсетувајќи го дека Саудиска Арабија е еден од најголемите увозници на оружје. Околу 100 милиарди долари годишно увезува оружје од Соединетите Американски држави. Тоа е огромен пазар. Од друга страна, нафтата на Саудиска Арабија, доколку сега Трамп, како што му е планот, сака да удри ембарго целосно на иранската нафта, ќе мора да ја натера Саудиска Арабија повеќе да ги вклучи своите шкрилци со нафта. Може да дојде до тотална енергетска криза во светот доколку продолжат овие тензии. А сето тоа како причина и како тригер за почетокот беше убиството на Кашоги. Значи можни се промени во цената на нафтата доколку се најавува дека доколку продолжи овака дека ќе имаме многу ладна зима на глобално ниво со големи цени на нафта и со пукање на некој нов конфликт. Сакам само да потсетам дека една од клучните геостратегии на Соединетите Американски држави беше да ја го дисциплинира Иран, да го урне тамошниот исламски режим. Никад нема да го заборава тоа на 1979-та и доаѓањето на Хомеини на власт, но и Иран како држава која е голем извозник на земен газ и нафта и која е под контрола на некој начин на Русија. Една од стратегиите на Соединетите Американски држави беше тој напад да го направи преку Турција и да го направи преку Саудиска Арабија. Турција некако ја загуби со рушењето на рускиот авион, сега полека стратегијата паѓа во вода доколку и официјално продолжат овие тензии на релација Ријад-Вашингтон. Ќе видиме наредните денови дали ќе успеат да ги надминат или ќе дојде до нова криза. Но истрагата за убиството на новинарот ја води турската полиција. Ја води турската полиција. Последната информација, и тоа сакав да кажам, дека телото не е најдено, има наводи дека е распарчено. Последното обвинување е дека саудискиот конзул во Турција го сокрил телото во својата резиденција. Дејан, ти благодарам. Благодарам. А ние сега ќе одиме со едно снимено парче. Веројатно знаете дека филмот Ругање со Христос крена голема прашина во нашата јавност. Имаше коментари од институциите, реакции од нив и од политичарите. Сценарист, режисер и продуцент на овој филм, Јани Бојаджи, синоќа гостуваше во отвореното студио на Еден телевизија во разговор со колегите Анета Кочишки и Владко Чаловски. Тој одговараше на сите оние дилеми кои се јавија во јавноста, а со цел да ги отргне политичките констатации за неговиот филм и да порача дека се работи за уметничко, филмско и авторско дело. Бојаджи во овој разговор ги отфрли сите констатации на одредени критичари дека тој во филмот протнувал политичка провокација или идеологија и потенцира дека неговата намера била преку сатирични диалози да објасни дека македонското општество често верува и во небулози. Сега да го погледаме овој дел од гостувањето на Бојаджи, а вие не заборавајте дека целиот разговор може да го најдете на сајтот на edentv.mk или на YouTube каналот на Еден ТВ.